Почитуван господин Джафери, почитувани колеги пратеници, почитуван колега Поцков. Вашиот говор никако да се оттргните од тоа дека повеќе не сте опозиција. И дека сега сте на власт, и дека сега носите одговорност за процесите во оваа држава. Флоскули, предизборни говори не ви поминуваат повеќе. Треба да направите нешто. Граѓаните да видат дали сте способни или не сте способни да направите и да видат тоа што сте го зборувале пред избори, дали ќе го реализирате сега. Точно е, ние не сме исти, нити ќе бидеме исти. Ние, во текот на нашето владење, оставивме нови 160.000 вработени луѓе. Нови. Во текот на нашето владење за капиталните инвестиции, само од 2016 година имавме вкупно капитални инвестиции, кои што СДС имаше во 4 годишниот мандат кога беше на власт. Само за една година. Во текот на нашето владење го дуплиравме извозот на нашата држава. Буџетот за образование го зголемивме за 73%. Што правите вие со овој ребаланс? Кратите и само кратите. Го масакриравте буџетот. Буквално. Масакар му направивте. Ги скративте парите кои што беа определени во буџетот за офицерскиот дом во Битола и не го тргнавте. Амандманите. Вас ви сметаше бројот на поднесени амандмани или ви сметаше квалитетот на поднесените амандмани? Еден барем да прифатевте. Сте инклузивни, сте кооперативни, сте заедно да работиме. Од 800 амандмани кои што ги даде опозицијата, еден да прифатевте, еден единствен. Меѓутоа не најдовте сила ни за тоа. А предпоставувам зашто ви се овие кратења? За да заштедите пари да изградите бегалски кампови за мигранти. Во вашата стратегија, кој што вие донесовте на Министерството за труд и социјална политика, имате предвидено градење на згради, пари за образование, пари за градинки на мигрантите кои што ќе дојдат во Република Македонија. Точно е, не сме исти, нити ќе бидеме исти. Благодарам.